Добар ден и добре дојдовте на мојот YouTube канал. Во денешното видео ќе зборуваме за една многу интересна тема, а тоа е музичката индустрија и како луѓето некако застрани од вистинскиот пат на она музичка култура и забава и уметност која што некогаш барем се издвојуваа одредени поединци кои што тоа го постигнуваа, меѓутоа секако можеме да направиме огромна споредба и разлика од минатото и сега, колку таа култура се разедини и отиде во еден сосема погрешен правец, целосно изместен од колосек, кој што воопшто го нема во себе она чисто духовно, уметничко творештво, туку произлегуваат идеи кои што се целосно нечисти, темни, црни и едноставно човекот го насочуваат кон еден пат кој што не е добар за неговата душа. Денешното видео ќе се посветам повеќе на оние аспекти кои што секој човек треба да ги внимава, бидејќи музиката е насекаде околу нас, исто како и воздухот, и ние свесно или несвесно ја слушаме. Изборот, дали го правиме ние или доаѓа од некој друг, е пат кој што може да биде кон духовна бездна или духовно продлабочување и конектирање со Бога. Меѓутоа, живееме реално во еден сатанистички свет во кој што владее и демне злото од сите страни. Доволно е да влеземе во кола или да отидеме на некое место каде што е пуштено радио и да слушнеме песни кои што се денеска кои што се хит, кои што се активни, актуелни и широко распространети, поготово од денешните Холивуд звезди, и таа музика да допре до нашето уво и до нашата душа. Сето тоа е во ред ако музиката беше на вистинското место. Меѓутоа, музиката денеска е ставена во еден агол каде што ја нема таа светлина. И ние кога ќе ја слушаме музиката несвесно од сите тие луѓе кои што ја придонесуваат за таа црна музика, јас би ја нарекла така, на некој начин индиректно влие врз нас, врз нашиот дух. Тоа значи дека кога ние несвесно восприемаме музика од било кое радио и од било кое место или апликација на нашиот телефон, ние несвесно примаме вибрации и влегуваме во едно духовно поле кое што може да биде или светло, каде што има добри вибрации, кои што се преносители на Божјата светлина, значи поле во кое што владее чистата креација и Божјото творештво преку песните и музиката, но имаме и индивидуи кои што ја творат музиката и тоа имаме вешти и навистина талентирани музичари кои што творат, меѓутоа творат од една темна креација, од тој темен духовен свет во кој што владеат демоните и сатанските сили, кои што и како постојат и владеат преку душите на луѓето, и тие, мислејќи дека творат и создаваат нешто и прават од себе некое творештво и создавање, сепак таа позадина си носи корени од една не толку светла страна, која што кога ќе ја создадат таа песна, мелодија, спот, што и да е, ние кога ја гледаме и кога ја слушаме, автоматски се насочуваме на тоа поле од каде што они всушност ја земале таа креативна сила. Ова ни кажува дека во музиката, исто како и за се во општеството, постои светла и темна страна од која што ние можеме да твориме и создаваме. Исто и општеството. Општеството може да биде создадено и творено од луѓето во еден позитивен аспект, каде што е воден човекот од светла сила и прави општ придонес, општа добро благосостојба, која што сите луѓе ќе ја чувствуваат,
Меѓутоа, кога владае злото преку луѓето, тогаш се деградира, се уништува општеството. Значи, еве, како што сега, нели, тоа ние го сведочиме, од целосно валкана, уништена држава, каде што не се води сметка за ништо, ниту за екосистем, ниту за чистота, ниту за ништо, што на човекот ќе му донесе една естетска убавина и лепота и мир која ќе излезе надвор. Туку имаме на сите страни бучава, нови згради, нов некој современ урбанизам кој што е наметнат всушност од една таа црна темна сила која што луѓето ја го творат тоа, значи дали се тоа од извор на инвеститори или градители на зградите, сепак тие заради пари прават нешто и фактички се заради оддалеченоста од Бога и кроткоста, тие создаваат во општеството, значи го градат општеството од едни, како да кажеме, како во Библијата што веле исушени, туги, страни корени, значи нездрави корени. Така што ова освестување ќе треба да ви создаде во вас еден јасен поглед на нештата, дека во општеството и во музиката и во културата и во се што е направено од човекот, без разлика дали е креативно, дали е пишување, дали е видео, се што она го гледаме во современиот свет и од апликации, и од вештачка интелигенција, и од ресторани, и од молови, и од летувања, буквално од куќи и згради на кои што одиме да летуваме, значи се е направено од две сили. Или е направено за човекот да му помогне да го види, да ја види благосостојбата, да ја почувствува убавината на хармонијата на природата, или е направено се заради пари, како што тоа најчесто е, и автоматски е отклонето од божественото, од чистото, од едноставното. Сето тоа ни дава увид да внимаваме што одбираме, бидејќи секој наш избор може скапо да не чини. Како духовно, така финансиски, така и енергетски. Да зборам во аспект на тоа да бидеме изгорени. Значи, ако слушаме музика која што не е добра, која што доаѓа од музичари кои што му се наклониле на злото, кои што се оддалечени од Бога, кои што даваат темна сила, површност, голотија, каде што се буквално се алудира на тој сатанизам, каде што се вбризгуваат преку културата, преку текстот и музиката тие нагонски вредности на минливост и површност и на пари, и на алкохол, и на дрога, и на се она што е напорно за уво и за гледање, сето тоа носи вибрација која што нас треба да ни даде увид дека ова тука не чини, ова не е добро, бидејќи ако јас го восприемам, автоматски ме тера кон тоа црно духовно поле. Еве, овој вовет нека биде еден патоказ за целото ова видео, кое што сега мало се ќе продлабочиме некои подлабоки страни на целата оваа приказна, бидејќи самиот тој увид помеѓу поделбата, помеѓу доброто и злото, ќе ни даде увид ние да внимаваме во секојдневието. Бидејќи ако не внимаваме, тоа се последиците, ние сме принудени да се оддалечиме од Бога и автоматски да страдаме. Затоа има толку страдање во овој свет. Значи, или ќе бидеме свесни и ќе одбираме правилни вредности, или ќе внимаваме и дури на социјалните мрежи, тоа што читаме, што гледаме и што пишуваме, бидејќи сето тоа исто така не влече во тие две полиња. Или ќе одбереме како и до сега, ако сме живееле така, да живееме несвесно, оддалечени, изгубени, претопени во овој вртлок и бубањ на општествен начин на живење во кој што толпата влегла толку длабоко во корените на овој живот, дека тоа е врвот на животот и дека нема излез од него, и ќе си
ќе си живееме во страдање до крајот на нашиот живот, истовремено ќе бидеме сведоци на страдањето на нашите деца, бидејќи тие ќе го живеат овој свет кој што ние го дозволуваме денеска. Тие се идните генерации, не можеме да очекуваме дека веќе создаден свет, како што нашите родители создале веќе еден свет и ние само го продолживме, не можеме да очекуваме дека иднава генерација ќе направи некој прелом. Иако ќе биде во овој процес од наредните 50 на години, ќе биде еден таков драстичен прелом каде што човештвото ќе оди кон една друга линија, односно ќе се врати кон Бога. Меѓутоа не можеме да очекуваме дека тоа ќе биде драстично и дека ќе биде баш од нашето дете, бидејќи нашето дете ќе треба да помине процес на страдање за еден ден да свати дека моите родители и мојот начин на живот до сега не беше добар, па сега дај да видам јас што можам преку Светото писмо, преку духовните чисти закони од Бога да се вратам на вистинскиот пат, бидејќи само на тој начин човекот во суштина и може да се спаси од овој наметнат општествен сатанистички, за жал, живот. Живееме во една дигитална ера во која што се одвива преку интернетот. Доволно е да отвориме на апликација Facebook или Instagram, да скролнеме 1-2 минути и да влеземе, што се вели, во центарот на градот или во центарот на светот. И бидејќи во светот најмногу живее таа темна страна и луѓето се одадени на материјализмот и себичноста и алчноста и да живеам поголем луксус и само за себе да гледам. И каде што владее колку ти подобро ќе успееш да направиш пари од другите луѓе, толку си поуспешен и повреден во очите на другите, како што тоа дојде во еден бран преку овие современи и давачи на услуги, психолози, коучеви и продажби на секаква трговија што е онлайн. И јога инструктори, и автошколи, што се вели. Се оно што е наметнато како современа мода во која што луѓето, индивидуалци почнаа да се развиваат и да прават пари од нешто, некако се наметна тој живот дека ова е суштината, ова е врвот, не согледувајќи дека всушност ние, односно тие прават пари од луѓе кои што им се, што се вели, браќа и сестри, бидејќи тој порив за правење на пари и успех и огромни пари за себе се од кои? Од обичниот народ, од луѓе кои што едноставно се залажуваат себе дека тоа ќе биде врвот, дека тоа што ќе го земат ќе ги направи среќни, дека тоа ќе им помогне да ја најдат вистинската среќа или успех или напредок во животот, дали е тоа личен развој. И на тој начин не го добиваат врвното, они можеби попатно учат некои мали ситници, меѓутоа позадината во која што лежи материјалното, алчното и поривот за успех, ги води и ги воспитува кон еден сосема погрешен пат, кој што не е тоа суштината на животот. И за жал, ваквите индивидуи кои што имаат такви профили и пласираат лажен успех, односно не е лажен, туку е реален успех со наводно многу следбеници, ама лажен успех за суштината на животот, бидејќи успехот во животот не е тоа. Успехот на животот е да направиш од себе најмоќен карактер, како интелектуално, така духовно, така и психофизички во социјалните односи, да можеш да се носиш интелигентно и културно со се, а парите да ги направиш доволно за да можеш да живееш еден убав, едноставен живот кој што ќе ти донесе помалце изобилство од се, да почувствуваш, меѓутоа да не го живееш тој луксус кој што всушност тие преку профилите индивидуалци го манифестираат, затоа што од незнаење и од погрешно воспитание кое што самите си го одбрале во животот, бидејќи не читале книги, бидејќи да читаш ти книги и да бидеш духовно длабок во аспект на тоа да земаш многу книги да читаш и да го спознаваш животот и духовноста и постоењето и смислата,
едноставно ти нема да иташ кон такви лажни успеси, ќе знаеш дека суштината на животот е сосема друго. Гледате, ова се неуки луѓе кои што направиле нешто, донале некакво знаење, можеби до некаде, професионалност, големата маса на луѓе ги следи. Тука автоматски за ова зборувам дека важи и за музичарите. Подеднакво. Значи, тоа се луѓе кои што успеале преку ета музика, а најчесто за жал тоа го приметувам, поготово кај музичарите. Тие песни во минатото ги направиле 80-тите, 90-тите, 2000-та година, направиле хитови и врз основа на тие хитови кои што всушност имаат чиста позадина, успеале да се прослават, бидејќи позади нив стоела таа божествена нитка, се дека не дојде овој свет. И сега, пазете, сум успеала со квалитетна музика, доаѓа свет во кој што од културата, од надворешниот свет се наметнува материјализам, алчност и подигнување на цени. И сега јас влегувам во тоа, не знаејќи дека тоа е всушност злото. Влегувам во тоа затоа што мислам дека така е светот, таму оди светот и мора да се прилагодувам јас на промените. И тие несвесно влегуваат во тој свет и врз основа на успехот кој што го стекнале од чистотата во минатото, го злоупотребуваат. Значи сега тие хитови, најубавите хитови на сите овие наши звезди и странски звезди се од минатото. Тие најубави хитови кои што беа. И сега врз основа на таа слава која што они ја добија, славата ја користат во ширење на сатанизам. Бидејќи самите од незнаење, гледате, незнаењето ме вовлече во злото, во музичка индустрија, во поголеми пари, во поголема продукција, во поголема естета, во поголеми концерти, во поголеми сали за концерти, каде што јас ги плаќам, гледате, и тие сали мораш да ги платиш. За да ги платиш, тие сега се многу поголема цена која што било некогаш, да речеме во времето на Тоше. И сега они мора да го платат тоа, и за да го платат, да ја платат таа сала, мора да извадат и пари од тоа, што ќе им одржуваат таму концерт. И сето тоа нив несвесно ги влече да влегуваат во тој систем на злото и самите да стануваат дел од тој синџир. Меѓутоа, човекот секогаш има слободна волја и избор и на крај крајава да помина многу поевтино, ако одбере да живее поедноставно, макар тоа би го направили, што се вели, во парк, или не знам, на некое место каде што не мораш да платиш ништо. Ако тебе суштината ти е музиката и вредноста која што сакаш да ја пренесеш, а не совршеното и естетското и професионалното од светла, од не знам, наместена бина. Бидејќи сите тие потреби, морални нешта кои што го влечат човекот, еве да речеме музичарот, да мора да ги постигне, нели, они имаат настапи, мораш ти да направиш бина, цела продукција, тоа позади тебе, ама таа продукција, бидејќи и таму растат цените, таа се зголемува. Целата таа позадина и концерти влечат огромни суми на пари кои што ги влечат и музичарите да влегуваат во тоа и да ги зголемуваат цените и доаѓаме до моментот каде што се губи целата суштина. Значи, не можеш да платиш карта нормална, тие се оддалечуваат од Бога и нивната енергија зрачи црна, и тие се наклонети на зло, и тие веќе творат поинакви песни за разлика од минатото. Нема музичари, ретки се тие музичари кои што прават песни и хитови онакви какви што беа во 80-тите и 90-тите години. Нема такви луѓе. Прво, нема ни такви пишувачи на песни. Значи, луѓето кои што твореле тогаш, твореле од една многу поубава божествена вибрација, каде што имало длабоки текстови, суштина, некоја длабочина и животот, начинот на живот, едноставно бил поинаков, што ги инспирирало луѓето да творат поинакви текстови. Сега се врти околу тие некои површни вредности, затоа секоја песна е таква.
Затоа секој текст носи некои такви вредности, бидејќи луѓето не се несвесни дека живеат во еден сосема изместен, хаотичен живот, свет, општество. Нормално стана да во секој спот имаме голотија, нормално стана во секој спот само црно да носат луѓето, музичариве на себе и со некои чудни облеки кои што повеќе личат на демони, на вештерки, на пердувести, некои чудни чудовишта, како чудовишта буквално така личат. Повеќе отколку на нормални луѓе. Еве, баш истражував, во минатото спотовите и настапите, сите биле луѓето многу и движењата некако им биле поедноставни, послободни. Облеките им биле прикладни, здрави, нормални, затворени, нема голотија. Боите, значи имало разновидни бои на самата сцена во самиот видео спот. Сега го немаш тоа, сега имаш некои егоистични агли кои што или те некако енергијата ја манифестираат кон мене и јас. Знаете, го има оној момент на во секој спот го приметувам, значи тој момент на јас, на ти си никој ништо, јас сум на тебе, ти мене ме повреди, сега јас тебе ќе те срозам на под, ќе направам песна за тебе и ќе те спуштам. Значи се е некоја борба со себе и манифестирање и ширење на таква вредност на его. Тоа го имам приметено во секој музички спот, а верували или не, воопшто и не ги ни отворам повеќе, затоа што, како што кажав и на почетокот на ова видео, кога ги гледаме, ние восприемаме таква енергија која што нас не одвлекува од чистото и директно не влеше кон сатаната, кон злото. Она што можеме да го видиме преку нивните профили е дека манифестираат што? Естета, скапа облека, луксус, скапи патувања, некој материјален живот, кој што ги влечат сите следбеници, оние фанови кои што се нивни, ги влечат кон еден погрешен начин на живот, бидејќи реално обичниот човек кој што живее вака во едно обично мало и мал град и кај да си, ја нема таа можност на таков живот. Реално ја нема таа можност, барем сега ја нема. Тие, заради некои своји позитивни аспекти, се родиле во некои поубави судбински околности и Бог им дал музички талент, им дал поубава судбина, меѓутоа им дал и многу слабости заради кои тие скршнале од патот еден ден во животот и го искористиле тоа потоцна во животот, односно сега, за својот талент да го користат во погрешни цели. И на тој начин влечат многу голема маса на луѓе кон погрешни вредности. Музичарите во моментов се една елита, исто како и политичарите. Гледате, политичарите зимаат над 2000 евра плата. Платени им се трошоци, патни трошоци. Ете, платено им е храна. Значи се живеат буквално како кралеви на земјата. И тие го водат општеството, и тие ги водат вредностите, и тие ги поддржуваат музичарите, кои што се вакви. Значи тие ја водат енергијата и дали општеството ќе биде ефтино, еднакво за сите, или ќе се вовлекуваат во општеството се поскапи животни околности и ќе се поддржуваат вакви индивидуи и компании, и мали бизнеси, и големи корпорации, и на тој начин ќе се вовлекуваат целата таа скапа идеја врз обичните луѓе. И затоа, например, во очите на политичарите можеме да видиме дека кај нив успехот и напредокот го гледаат со тоа што они инвестираат и успеваат некои нивни инвестиции, ама реално имаме 2 милиони народ кој што живее од нешто. Ако дојде некој од политичарите во некое мало и влезе во некоја обична трошна куќичка, ќе види дека луѓето живеат мизерно. Пред некој ден носев храна повторно кај мајка Тереза. Секој вторник и четврток може да се носи храна во 5:30 до 6:30. Луѓе чекаат редици, немаат леп да јадат. И ова се огромен ред на луѓе кои што чекаат, а колку луѓе едва и преживуваат и воопшто не знаат дека се дели храна и
кои што едноставно живеат негде понастрана од центарот, за кои што немаме реално ни поглед да влеземе во нивниот дом, позади нивните ѕидови, да видиме што се случува. Луѓето живеат мизерија и не може такви луѓе кои што едноставно не стекнале способности, не се толку инволвирани во личниот раст, да речеме, тоа се можеби некои по-генерации кои што се постари или се едно од посиромашни околности, не можеме да ги вклучиме во големи корпорации. Како да ги ставиш во некои мали големи бизнеси каде што најчесто доаѓаат млади луѓе од центарот, ги билдаат да растат во нивните афинитети и вештини, за да после си ги вработат таму и најчесто младите затоа искршнуваат по злото, по тој пат на тој скап живот. И тоа е од незнаењето. Незнаење, невоспитание од дома, духовна вредност од дома не, иако секој човек си има своја судбината и слободна волја, така што па и не можеме секогаш семејството и дома да го окривуваме, бидејќи секој човек еден дел од животот може да пресече и да рече ова не е добро. Без разлика каков и да му е позади грбот и бремето и воспитанието од семејството. Она што сакам да го кажам е дека политичарите го воведуваат, инволвираат овој живот. Од друга страна, тие политичари и таа енергија на која што има наклонета ги одбира големата маса на луѓе кои што исто има наклонета на таа енергија и слепо верува во некој подобар живот, дека другиот ќе му го донесе нели во неговиот живот и дека овие ќе бидат совршени и дека политичките партии се нашиот бог. Мислам, навистина не знам како луѓето се уште не се освестија после 30 години дека ова политика е сатанистичко зло чисто и како се уште гласаат и се дрзнуваат да влегуваат во партиски корпорации вакви кои што се создадени, бидејќи реално тоа е исто на некој начин бизнис. Тоа е политичката партија е на некој начин групација која што е дел од раст, од ширење и луѓето од незнаење слепо веруваат дека сигурноста на животот ќе им ја донесе партијата и затоа влегуваат или веруваат во неиза. Се додека човекот не се освести за тој аспект, додека самиот не го свати животот и не ја преземе одговорноста за животот и создаде своји вештини и способности, и независност и слобода во духот со која што ќе може понезависно да живее и да верува дека Бог ќе му го донесе се она што му е необходно и на тој начин ќе се оддалечи од општеството, од политичката партија, од зависноста од системот, не да го кривиме системот дека немаме да се вработиме во здравство, не можеме да се вработиме во образование, ваму таму, во она што институциите го нудат во државата. Значи, луѓето се додека зависат од тие институции ќе бидат робови на политика. Се дека човекот не дојде до оној момент да биде независен во духот и одговорноста за себе и својот живот и оди со Бога, да се ослободи од илузијата на општествениот намет на живот, за да може неговиот живот да го почувствува како една целосна независност која што ќе може со самото тоа постоење и чувство да направи нешто од својот живот, а да не зборуваме од психолошки аспект каде што ќе дојде и до таа реализација, која што е многу важен момент за човековата душа и идентитет, кој што ќе го направи човекот свој човек. Значи, човек кој што ќе има своje јас и нема да зависи од политички партии или дали мене некој ќе ме вработи или дали мене утре некој ќе ме избрка затоа што се сменила власта. Поддржувањето на народот, како на политичките партии, така и на институциите, државни или приватни, е главниот проблем. Најглавниот проблем. Еве ќе го земам примерот во Кочани. Таа дискотека работела, значи таа работела со години. Таму доаѓале луѓе, пејачи, изведувачи. Таму имало концерти, имало забави. Таму се случували многу други нешта од аспект на дрога и на
површни вредности, површна музика, тоа ќе го ставиме на страна. Луѓето кои што живееле во Кочани, младите, таму излегувале, постојано биле таму. Можеби некој не е толку често, ама таа дискотека функционирала. И гледате, луѓето ја поддржуваат, луѓето одат, слушаат музика, се забавуваат и сето тоа окей. Меѓутоа, не може некој да ми каже дека не знаеле кој стои позади таа дискотека, како се постигнало таа да работи од аспект на тоа дека појавата, само да ја видиш, тоа е некоја куќа која што била направена во дискотека. Кој стоел позади тоа многу добро знаеле мештаните во Кочани. Знаеле дека тој човек не бил добар, дека бил алчен, дека си бил материјалист, како сето тоа го успел да го направи. И луѓето, знаејќи го тоа, оделе таму, го поддржувале тоа, се забавувале. И тоа траело години, години и години. И сега го поддржуваш тоа постојано, се случува несреќа, односно нешто што реално и не смеело да биде дозволено во таа дискотека и реално во секоја дискотека и секој настан за забава не смее да има такви прскалки во затворени простори, тоа се за јавни, значи за јавен настап е тоа, да има и огномет и прскалки и сето тоа. Меѓутоа тоа е една сатанска работа, не навлегувам тоа да го зборував во специјалното видео за Кочани. Таму се задржав на таа тема. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е дека луѓето таму одале и го поддржувале, плаќале карти. Цената на картите јас не знам која била, ама верувам дека и тоа било дел од една материјалистичка сила која што владее преку најчесто ваквите луѓе, им ги зима парите на обичните граѓани, што зимаат плати, им го краде од джебот приходот, тие се богатат и еве ви го како го поддржуваме ние материјалното и злото. И после ќе се случи несреќата и системот ни е крив, политичарите не се криви, газдата ни е крив. Луѓе, сите не имаме слободна волја. Да одберам кого ќе поддржувам, што ќе слушам, каде ќе одам и ќе внимавам на својот живот, да не се изгорам, а утре и да не се запалам. Бидејќи несреќите доаѓаат на ваквите локации каде што владее сатаната злото и каде што владее материјалното. Главната суштина на животот е да бидам мудар и да имам свест за тоа што е добро, а што е лошо за мене. Да имам морален кодекс, силен морален кодекс во мене, кој што ќе одбира добро и ќе одбегнува зло, од друга страна ќе се освестува каде стои предизвикот да можам да се изгорам. И после ќе видиме хуманитарни концерти доаѓаат, значи, мислам, апсурдот многу јасно се гледа кога ќе видиме реалната слика. Сега ти од истите тие луѓе им правиш огромни пари, реално картите, еве за тој хуманитарен концерт на Тамара, картите бе 1000 денари. Самата кажа колку луѓе ќе дојдат, значи тоа преку 10.000 евра од еден концерт. Луѓе, дали сте свесни колку се тоа огромни пари и колку се тоа нереални пари за еден човек да ги направи. И тоа е целосна нереална сума која што еден човек треба да ја заработи. Хуманитарните концерти на Тоше и неговите карти беа по 200-300 денари. Значи, замислете разликата. Еве направете математика, отворете Digitron и напишете, да речеме, 16.000 луѓе, ако биле на концертот на Тоше, не знам, таа и таа година, или видите колку точен број, помножете ги со 200-300 денари и видите таа сума која што се собира, а од тој народ, од 15.000 луѓе, и најсиромавиот може да си ги заштеди тие 200-300 денари за еден викенд и да има да дојде да слуша музика, да се забавува. Гледате, еднаквоста се гледа во тоа. А 1000 денари не може секој да си ги дозволи. Еве, не може секој да си ги дозволи. Луѓе ќе треба да
да не излегуваат цел месец. Некои луѓе не можат да излегуваат цел месец само заради таа карта. А да не зборуваме која што таа карта ќе ти донесе и енергетски колапс, и финансиски колапс, и духовен колапс, затоа што плаќањето на таа карта и поддржувањето на тој музичар кој што прави огромни пари, автоматски не ти носи духовна чистота и забава, туку ти носи духовен пропаст. И таму најчесто има и алкохол, има најчесто и површна музика, енергетски ти кога ќе влезеш во таа сала со толку луѓе, кои што платиле толку многу пари, огромни пари, значи тоа е огромна маса на луѓе која што секој поединечно платил по 1000-1500 денари и таму владее сатанска сила. Ти одиш на концерти буквално кај демони. Таму владеат преку душите на луѓето демони. Истото важи и она златна буба Мара. Не ми се веруваше кога видов, не знам, таму 1000-1500 денари карта, зашто да те забавува некој. Мислам, тоа порано беше настан за каде што се делеа награди за луѓе кои што беа заслужни за тоа. А не ти да плаќаш настан кој што тебе ќе, мислам луѓе апсурдно е, навистина треба да се свестиме. Тоест да отворите очи дека некој вешто ве чешла. Ама добрите луѓе ќе се спасат. Овие што се наклонети на злото и што не се свесни, тие ги поддржуваат овие настани. Тие меѓу себе, фактички злото меѓу себе ги прави тие сплетки преку луѓето да се поддржуваат едни помеѓу други, затоа имаат толку следбеници, затоа имаат толку купени карти, затоа имаат толку успех. Затоа што масата на луѓе е наклонета на таа црна сила, живее материјализам, се го води животот кон таков луксузен живот, и кон таа естета и хедонизам, и самите меѓу себе гледате се поддржуваат. И поентата ми беше дека ете еден ваков концерт хуманитарен ќе се направи, окей, ама наистите тие луѓе си им ги крадел парите од джебот, кои што едва и преживуваат, кои што се скромни семејства. Еве, по фамилиите на тие починати деца можеме да видиме дека тоа се скромни семејства. А истите тие плаќаат карти за кај нашите звезди. 90% од нашата естрада е наклонета на сатанизам, тоа да ви биде јасно. Нема да именувам, нема да кажувам кој како, само тоа да го имате на ум дека внимавајте кај кого одите на концерти, бидејќи тој хуманизам и хуманитарен аспект на тие луѓе кои што го прикажуваат е лага. Значи, тоа е сега, ние жалиме, окей, ама ние фактички сме поддржувачи на тоа зло, не сме свесни за тоа, ама сега ќе бидеме хумани, ќе направиме придонес затоа што ние жалиме. Не, ако вие жалите вистински и ви е важен народот и културата и музиката, тогаш ќе се стремите кон тоа таа да биде еднаква и пристапна за сите и нема да го поддржувате злото. На тој начин сте хуманитарци. А на овој начин јас да живеам луксус и изобилство, да го терам моите фанови, да ги терам кон зло и потоа јас да правам хуманитарни концерти во кои што повторно целиот народ ќе плаќа 1000 денари карта. Зашто? За да ги лечи последиците, изгорениците и да спасува животи и јас да помагам, значи за лечење, онаму каде што всушност јас до вчера сум го поддржувал тоа. Еве, ако ја земеме таа група која што била таму, значи таа го поддржала тоа. Таа го поддржала тоа место и плаќала карти за луѓето да дојдат во тоа место. Кога ќе го видиме тој момент на поддржување, плаќање и влечење на народ во дувло, каде што владее злото, и ти буквално носиш и придонесуваш да се шири тоа зло, и после ќе се деси крахот, и сега ќе бидам ја хумана, за да ги спасам луѓето кои што ги вовлеков самиот во злото. Гледате кој е апсурдот. Значи,
ако се види од духовен аспект целата оваа приказна и ако се видат музичарите од овој аспект и културата која што владее, ќе видиме дека всушност тоа е еден чист сатанизам. Еве има еден убав цитат во Библијата во Изреки во 28:10 кој што вели: кој ги упатува праведните кон патот на злото, сам ќе падне во јамата своја, а непорочните ќе наследат добро. Гледате, сами паѓаат во јамата. И верувајте ми, еве следете од овие музички и нашата естрада, и тоа беше, еве еден момент ќе споделам, кога се случи несреќата во Кучани, една наша позната пејачка, јас мислам, мене ми се плачеше во тој момент, имаше објавено во некој медиум дека музичарите едва и преживувале, едва и крпеле крај со крај за да преживеат. А истиот профил, ако го отвориш на таа X особа, таму има луксус, совршеност, од облека, од брендови, од шетање, од луксус, луѓе, луксус. И само го читаш ти тоа и си велиш, леле, греота. Луѓето стварно греота немаат, едва и преживуваат. А профилот и го гледаш луксус. Сега прашањето е дали овие лажат, лажен живот прикажуваат или нивните потреби се малце нереални. Малце забегани, малце отидени кон еден погрешен живот. И сега замислете, обичен народ го чита тоа и си викаат овие едва и преживуваат, а гледај ги, значи прикажуваат човече богатство. Мислам, тоа е абсурдот на и тоа ми беше поентата дека ваквите луѓе еден ден, еве ќе видите од нашата естрада, сите ќе бидат изгорени на овој или оној начин како што им се случи на ДНК. Ќе дојде казната, бидејќи тоа е гревот, тоа е каузалитетот и последиците на погрешниот начин на живење и играњето со злото. Стално ја велам таа поговорка. Кој со зло тикви сади, на крај од главата ќе си ги мала. Еве има еден друг цитат кој што вели: кога праведниците победуваат, голема е славата. Но кога безбожниците се издигнуваат, луѓе гинат. Во Изреки стих 28:12. Библијата јасно покажува знаци. Јасно покажува кога ние се движиме на таа патека, што следи. Еве јас малку истражував и тука ќе видиме сега на кои аспекти во музичкиот свет мора да внимаваме. Прва работа. Стилови на музика. Секој музичар или е на оваа страна, или е на таа страна, или е негде измеѓу се движи, ама најчесто е на оваа црнава страна. Најмногу, бидејќи во светот најмногу владее онаа музика на турбофолк, на поп културата, рапот, и се наметна сега една нова електронска и преработена компјутерски музика, значи ги се изгубија инструментите, се изгуби она квалитетите, талентите да можеш да, мислам, не се изгубија, фала му на Бога, и на некои луѓе постојат тие вредности, квалитети, вештини, таленти, ама и тие, за жал, свират и придонесуваат за да се шири ова комерцијална музика, која што најчесто се промовира од овие познати успешни звезди, кои што всушност се наклонети на таа црна сила и носат такви погрешни вредности. Овие стилови на музика најчесто се доминантни и најчесто доаѓаат од оваа елита која што постои во денешниот свет. И оние звезди од странство, од Америка, од Европа, од било која страна, се она кое што доаѓа и кое што нема во себе чистота. Се чувствува таа бистрина, едноставност, кроткост, каде што нема голотија, нема површност, нема билдање на материјализам, прикажување естета, совршеност, голотија, каде што некои, повторно ќе кажам, со чудни облеки, чудни фризури, чудна шминка, која што те асоцира на темно. Низ таа музика најчесто што можеме да видиме? 4 аспекти. Се веќе ги споменав, ама ајде да ги конкретизираме. Материјализам.
Че најмногу и постои луксус, брендирана облека, површна естета. Најмногу се фокусира на тој момент на пари, на материјално, на бренд, на луксус. Тоа ќе го видите и во спотови, и во однесување. Вториот аспект на кој што треба да се внимава е тоа што манифестираат хедонизам, преголемо уживање во животот, преголеми совршенства, изобилства, удобност. По тоа ќе ги приметуваме. Понатаму, она што е интересно е што се алудира на тој емотивен момент. Најчесто во музиката и во таа култура секогаш креативноста и идејата и мотивот била љубовта или љубовните односи, ама бидејќи љубовните односи се едни хаотични, изместени од колосек односи во денешното време, поради изместениот систем на вредности, најчесто во овие песни и музика се алудира на што? На его, на не ме интересира другиот, на себичност, на спуштање ниско на бившиот или бившата, на некои такви емотивни текстови и звуци, мелодии, кои што го фокусираат слушателот на бившиот, бившата, на тоа не бите не он, ти гледај, оди напред, воздигни се, а всушност сето тоа е спротивно од библиското или духовните закони, затоа што во сите односи релациите се како огледало. Тоа секогаш го имам споменувано, дека ако си ти дошол во контакт со некоја неморална личност, значи и твојата личност има аспект кој што треба да биде прочистен и да научи своја лекција. И сега замислете, вие во видеоспот имате момент на јас сум најбитна, најважна, ти си катастрофа затоа што ти се покажа таков и таков, ама чекај малку, и јас тебе те одбрав. И гледате, се губи тој момент на духовно спознание во односите и се алудира на еден момент на себичност, на индивидуализам и на воздигнување на своето его, не согледувајќи, не учејќи ги другите да проникнат во себе, туку само другиот да го криват. И затоа всушност многу овој свет стана свет на индивидуализам и себичност, бидејќи се воздигнува само своето его. И најчесто темите и мотивите во песните доаѓаат од такви содржини, каде што луѓето учат погрешен живот, погрешна перцепција за односите и погрешни идеали, затоа што еве ако отвориме некои љубовни песни, па и било какви за пријателство и за било која тема во, да речеме, овие што беа Југославија, музика која што беше во 80-тите и 90-тите години, ќе видиме дека таму реално имаше можеби такви некои слични теми, ама никаде не можеше се почувствува тоа его. Повеќе беа забавен контекст. Теми и музика која што можеше да се научи нешто реално, и она што јас лично го приметив слушајќи ги и истражувајќи на оваа тема е дека многу песни во тоа време во кое што се правени и од Здравко Чолич, и од Оливер Драгоевич, и од Тоше, и тие, да речеме, луѓе кои што навистина оставиле, па и тогаш беше и Дино Мерлин до некаде, ама сега некако многу застрани и тие, по еден погрешен пат. Во нивните песни можеше да се почувствува стих на спомнување на Бога. Значи, спомнување на Бога во песните. И тој момент кога ќе го почувствуваш на песна која што те насочува кон Бога, ти сепак добиваш перцепција и спознание дека некои нешта се Божја работа, дека те влечат кон божествено верување, кон тоа дека и дури во односите има нешто Божјо, дека постои Бог едноставно. И самите текстови носеле едукација, носеле спознавање за некои приватни аспекти, да можеш да научиш, да не си изгориш некаде. Ете, може да отворите било кој текст и да видите самите дека постоела една друга култура на вредности, на пренесување на текстови. За разлика од сега,